Банкарите контра бизнисот. Плаќањето во кеш до 2000 евра ќе спречи перење пари преку банка. Велат законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам е добар и ќе овозможи банките да не бидат злоупотребени во системот на перење на пари и финансирање на тероризам. Тие и досега ги применувале поригорозните контроли за перење на пари, зашто 70% од банкарскиот сектор во земјава е во сопственост на групации кои се со седишта во Европската унија. Со законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам се овозможува висок степен на усогласеност со европската регулатива на спречување на користење на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам. За клиентите на банките тоа ќе значи подсврсти релации и соработка со банките, за да банките имаат повеќе информации при дефинирањето на нивниот ризичен профил. Шпарка се Банка Македонија од првиот ден на имплементацијата на новиот закон започна со едукација и совети за вработените и клиентите на банката. Ова се прави во рамките на редовното работење, при што се настојува усогласувањето на работењето да се одвива без било какви негативни ефекти во деловните односи со клиентите. И од НЛБ банка велат дека новините во законот нема значајно да влијаат на работењето со клиентите и предвидуваат промени со цел обезбедување правна сигурност и заштита од перење пари и финансирање на тероризам. Законот предвидува задолжителна идентификација на носители на јавни функции во Македонија. Клиентите кои влегуваат во оваа категорија ќе треба да извршат идентификација во банките. Со пополнување на соодветна изјава, банките врз основа на проценка на ризик одлучуваат за одобрување продолжување на деловниот однос. Потоа потребно е банките да го идентификуваат и верификуваат вистинскиот сопственик на правното лице, односно компанијата, како задолжителен предуслов без кој банките не можат да воспостават, односно продолжат деловен однос, што е пракса и во другите европски земји. Инаку Комората на Северозападна Македонија вчера се пожали дека спуштањето на границата за плаќање во кеш од 15.000 на 2.000 евра ќе биде на штета на стопанството. Реагираа дека не се подготвени да ги прават и процените за перење на пари за клиентите, како и на астрономските глоби од 5.000 до 80.000 евра доколку погрешат. Побараа одлагање на примената на законот. А праша и зошто акцентот на контролата е ставен на компаниите, а не на казината и обложувалниците, кои се потенцијална опасност за перење пари и се главна цел за контрола со Европската директива, која се имплементира и кај нас. Инаку од јануари наредната година прагот за плаќање во кеш треба да се намали на 1000 евра, а од јуни на 500 евра. Плаќањето преку банка треба да ја намали неформалната економија во земјава.